рекламите се враќаме со вестите на Ирис телевизија. Расте бројот на заболени од вируси и грип во Штип. Повеќе нема слободни места на детското во Штипската болница. Секојдневно се примаат и се испишуваат деца. Капацитетот е исполнет. Во функција се ставаат дополнителни кревети, а мајките седат на столчиња. Се поалармантна станува состојбата со вирозите и грипот во Штип. Детското оделение во Штипската болница е преполно. Повеќе нема слободни места. Во функција се стават дополнителни кревети, но и други простории каде што може да се прегледуваат. За да се ослободи простор во болницата, се задржуваат децата од околните градови, додека децата од Штип, кои имат малку полесна клиничка слика, се препраќаат дома. Ние имаме некои кревети кои се само за децата, па мајките седат на столчиња, придржуваат инфузиите додека децата се рехидрираат. Ви кажувам, изнаоѓаме некои состојби кои заворени ситуации, нели секако не си префатливи. Некои од децата доаѓаат амбулантски, примаат терапија и си одат. Имаме посебна просторија во која ги средуваме тие дечиња, а останатите на оделението, сите кревети се пополнети, капацитетот е комплетно исполнет. Дека состојбата со вирусите е алармантна покажуваат и прегледите на итната медицинска помош. Само вчера биле извршени 180 амбулантски прегледи. Викендов имавме доста работа, кај што превладуваше грипниот вирус. Некаде од 500 евидентирани случаеви, околу 80% беа само за вирусот. Превладува претежно кај мали деца и кај стари луѓе. Малку е невообичаено во овој период од годината да се појави грип, констатираат лекарите. Единствен совет кој го упатуваат да се внимава здравите деца да не се мешаат со болни. Вака пред Нова година, пред новогодишните празници, ретко имаме ваков наплив на пациенти со симптоми на вирусни инфекции и во толков број да се јавува. Секако временските услови допринесуваат за сето ова да се јави малку порано годинава отколку во претходните години, а и како што реков, дружењето, масивните дружења на децата, приредбите, патувањата, мешањето на едно болно со повеќе здрави дечиња, сето тоа допринесува за ширење на самите инфекции. Првите регистрирани случаи на заболени од грип се во Кочани, во другите градови во источниот дел од државата е мирно. За сега нема официјална бројка колку штипјани закова за кревет сезонскиот грип. Грипот и вирусите ги погоди најмалите. Во основните училишта во Штип забележано отсуство на ученици, најмногу во Ванчо Прке, а во детските градинки околу 200 дечиња денеска не се појавиле. Последниот училишен ден за оваа година е во петок, кога и започнува зимскиот распуст. Состојбата со грипот или вирозите се рефлектира и во основните и средни училишта во Штип. Од општина Штип вела дека состојбата со отсуство на учениците е нормална, но од утринава е забележено поголемо отсуство на ученици во Централното градско училиште Ванчо Преќе, во првата А смена. Одредено зголемување и евидентно отсуство на ученици имаме во основните училишта. Особено податокот загрижува во основното општинско училиште Ванчо Преќе, каде што имаме само во првата смена отсуство од над 100 ученици. Конкретно станува збор за 111 ученици во првата смена. Другите училишта се релативно добри во однос на податоците за отсуство. Ситуацијата е стабилна. Николовска забележува дека минатата недела имале поголемо отсуство на средношколци поради вирозите или грипот, но тринава состојбата во средните училишта е нормализирана. Сега генерално земено податоците сепак не укажуваат на одредена загрижувачка бројка на отсуство на учениците, особено во средните училишта. Утрото ги контактиравме директорите, состојбата е стабилна. Директорите на двете детски градинки, Астибо и Вера Циревири Трена во Штип, велат дека забележено отсуство на дечиња во групите. Според анализите на Илија Митров, директор на детската градинка Астибо, во 40 групи во 4 клонови во просек отсутни се по 2 деца, или вкупната бројка е околу 80, додека во детската градинка Вера Циревири Трена утринава не дошле околу 100 деца.
Поголемиот дел од нив се отсутни поради грипот или вирозата. Зимскиот распуст за основците и средношколците официјално треба да почне во петок, кој е последен училишен ден за оваа година, а во новата 2017 година, според календарот на Министерството за образование, во училишните клупи треба да се вратат на 18 јануари. Реконструкцијата на каналот за наводнување е 18,50% реализирана. Надлежните ветуваат дека истиот ќе биде ставен во функција до крајот на март. Ќе се градат и 9 водозафати на реките на хидросистемот Брегалница. 2 неуспешни тендери да се најде фирма за проектот Модар мост кај Крупиште. Течат градежните активности за реконструкција на каналот ГК-18 во Врсаковско поле. Според информациите на надлежните, работата половично или околу 50% е завршена на каналот што се реконструира во должина од 6,3 км. Единствен проблем што засега ги кучи работите според надлежните е исплатата и местата каде се појавиле подземни води. Но надлежните уверуваат дека нема да има уште една промашена водоснабдителна сезона и дека каналот целосно ќе биде реконструиран до крајот на март. Со овој зафат надлежните сметаат решавање на проблемот со наводнувањето во Штипско за најмалку 50 години и намалување на губитоците на вода. Наводнувањето со цевковод ќе го зголеми протокот на вода до 1,5 метри кубни во секунда, што е многу повеќе од досегашните 0,2 или 0,3 метри кубни во секунда. За подобрување на потенцијалите за наводнување на земјоделските површини во регионот, новото државно водостопанско предпријатие планира да изгради 9 водозафати на 4 реки на подрачјето на хидросистемот Брегалница. Овие водозахватни градби се за зафаќање на проточната вода и се на 4 реки кои што се на територија на подружница Брегалница, тоа е Злетовска река, Кочанска река, Оризарска река и река Брегалница. Со овие захвати, иако се некои од така примитивни захвати, меѓутоа се доста понапредни отколку овие што ги зафаќаме така наречени бентови, земени бентови. Ова представува еден бетонски праг кој што ќе биде значи на располагање со даски за фаќање на вода и кај што ќе може да се пренасочува на потребните површини. Проектот Модар мост, градежниот зафат кој треба да го реши проблемот со излевањето на Брегалница на плодните полиња кај Крупиште, се уште не е започнат. Од причина што двата тендери беа неуспешни и не се одбра фирма што ќе го реализира проектот. Општина Штип бележи добра наплата на данокот на имот. Средствата кои се враќаат на граѓаните преку изградба на улици, водоводни и канализациони мрежи и тротоари. Штипските фирми за тековната година си го платиле данокот на имот. Портпаролот на општина Штип Драган Ристов вели дека според податоците од страна на фирмите данокот на имот е наплатен 100% или во буџетот се инкасирани околу 14 милиони денари. Наплатата на данокот на имот бележи изголемување и од страна на домаќинствата. Оваа обврска ја исполниле 85% од физичките лица. Споредбено со 2015 година стапката на наплата изнесуваше околу 80%, што значи дека имаме зголемување од 5%, и тоа е доказ дека граѓаните ги реализираат своите граѓански обврски. Во пари станува збор за сума од околу 21 милион денари кои се собрани на име данок на имот. Ристов апелира граѓаните кои своите обврски ги немаат исполнето за наплата на данок на имот, тоа да го сторат до крајот на неделава, кога истекува и рокот, бидејќи дополнително се плаќа и камата. Буџетот за наредната година ги предвидува скоро истите средства да се наплатат по основ на данок на имот, кои на граѓаните се враќаат во реализирање на инфраструктурни проекти, како што се изградба на улици, водоводни и канализациони мрежи и нови тротоарни површини. Од ноќеска повисоки цени на горивата. Пред новогодишно регулаторната комисија за енергетика одлучи за 2 денари да ги зголеми цените на нафтените деривати. Тоа значи дека од ноќеска на полноќ по цени поголеми за 2 денари ќе се точат и бензинот и дизелот. Според одлуката Евро Супер БС 95 ќе се точи по 66,5 денари за литар. 98 октанскиот бензин ќе се продава за 68,5 денари. И дизелот поскапува, па ќе се точи по цена од 53,5 денари, а екстралисното масло за домаќинство ќе се продава за 42 денари. Мазутот ќе чини 28,109 динар за килограм.
Здруженијето на комунални инспектори на Република Македонија оваа година даде посебен акцент на законските измени поврзани со комуналната сфера. За до година комуналните инспектори очекуваат дека градовите ќе се ослободат од дивите депонии. 2016 година за Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија успешно сработена. Председателот на Сдруженијето Гоце Георгиев вели дека главен акцент е дадено на законските измени на Законот од комуналните дејности, како и Законот за јавна чистота и Законот за зеленило. Во 2016 година имавме доста плодна соработка со колегите комунални инспектори од другите општини, така на состаноците одржани во различни градови во Македонија, како во општина Чашка, во Струмица, во Делчево, во Скопје. Обично се расправа, се дискутираше за измените, законските измени кои покриваат сферата на комуналните дејности. Овде беше го обработуваме Законот за јавна чистота, потоа Законот за комунални дејности, Законот за гробишти и погребални услуги, Законот за инспекцијски надзор и најинтересно беше околу донесениот новиот Закон за зеленило, каде ние како комунални инспектори имаме 100% наша надлежност и претежно колегите највеќе се задржаа на овој закон и имавме најплодна дискусија во досегашните составоци баш по овој закон. Во наредната 2017 година Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија се надева дека граѓаните ќе ги почитуваат законските норми поврзани со комуналните дејности, а градовите ќе се ослободат од дивите депонии. Продолжуваме согласно нашата позитивна законска регулатива, согласно Законот за комунални дејности, се надеваме дека наредната 2017 година ние како инспекцијска служба ќе имаме помалку работа, ќе имаме почисти градови, почисти населени места, се со цел да имаме здрава животна средина. Инаку, Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија оваа година поднеси и барање за бенефициран стаж на инспекторите, но истото е во процедура. Годинава на само 103 хектари се береше тутунот во Штипско. Задоволни од откупната цена за следната реколта е планот на тутунарите да ги зголемат површините на тутун во Штипско. Тутунарите тријат раце, годинава тутунот добро им се плаќа, за до година велат дека ќе ги зголемат површините. По 200, по 120, 180, така. Веќе ќе ги добиете ли парите, субвенциите? Добри ли се за вас тутунарите? Добро. Добро е. Ако вака биде оваа цена, дали до година повеќе ќе насадите тутун? Епа, како сега, добро. Ке садаме, да. Повеќе ке садаме. Со субвенциите нешто 260-280 ќе биде оваа година. Дали тоа значи дека можно е до година да се зголеми производството? Ако се плата оваа година добро, може да се зголеми. Тутунарството по низата години со проблеми со родот и откупот повторно заживува. Годинава тутунот е квалитетен. Во Штипско се посеја на 103 хектари. Во берба просечните приноси беа од 250 килограми од декар до најмногу 450 килограми кај наводнуваните површини. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство велат дека досега во Штипско се откупени околу 80 тони на тутун по просечна цена од 202 денари за килограм и дека ќе бидат откупени околу 150 тони на тутун, што е за 40% повеќе од лани. Управата за јавни приходи ги повика земјоделците да поднесат барање за паушално оданочување. Рокот за поднесување на барањата за земјоделците кои оствариле приход од 1.300.000 денари е до 31. јануари 2017 година. Меѓу поволностите за регистрираните вршители на земјоделска дејност во УЈАП се целосно ослободување од персонален данок, доколку приходот во 2016 година изнесувал до 300.000 денари. Даночни олеснувања од 80% од остварениот приход, доколку се движат на 300.000 до 1.300.000 денари и ослободување од плаќање на данок на доход за субвенциите доделени од државата. Доколку земјоделската дејност е дополнителна, предвидени се даночни олеснувања во висина од 80% од остварениот приход и ослободување од плаќање на данок на доход за субвенциите.
Бањата Кежовица се повеќе станува туристичка атракција во Штип. Лековитата вода и реновираните делови на бањата привлекуваат туристи како и од земјата, така и од странство. Бањата Кежовица со своите благодети со право се вбројува во туристичка штипска атракција. Јавното предпријатие ИСАР за реновирање на овој термален капацитет не штедеше средства. Работната единица Бања Кежовица, која работи во склоп на ЈП ИСАР, веќе 2-3 години е една од најекспонираните единици конкретно со нови инвестиции, со нешто што со години не беше реконструирано и работено. Ние успеавме за 2-3 години со новиот менеджерски тим едноставно да го реконструираме, да ја обновиме и едноставно да ја прилагодиме со новите стандарди кои што ги бараа модерниот туризам, едноставно да биде прилагодена на потребите на нашите граѓани и за оние туристи кои што доаѓаат секојдневно. Бања Кежовица се почесто ја посетуваат и странски гости, а оваа година само за капачи се продадени околу 70.000 билети. По реконструкцијата на капацитетите за сместување, се зголеми секако и сместувачки гостите кои што доаѓаат како посетители, оние редовните и секако има нови гости, прилив на прецена странски гости. Еве може се пофалиме дека ова година има гости од земји кои што досега не беа кај нас присутни, конкретно од далечниот исток, од Јужна Кореја имавме гости, од западните земји, од Белгија, од Шпанија имаме, Холандија, гости кои што едноставно го препознаа местото како туристичко место и доаѓаат редовно секојдневно. Имате некоја бројка, видите? Па, ние конкретно зборуваме за продадени билети, може да ви кажам дека има околу 70.000 билети оваа година кои што се оние стандардни посетители капачи. За гостите зборуваме за некаде бројка околу 3000 ноќевања. За странски гости може да кажеме околу 180 гости со околу 3000 ноќевања, кои што остварија во нашиот сместувачки дел. Директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бујаджиев најавува дека во Бања Кежовица ќе се инвестира и до година. Во работна единица Бања ќе биде комплетно саниран вториот дел на самата бања, значи ќе биде изграден еден нов втор дел за соби за престој на туристи, ќе биде комплетно изреновиран подот на бањата. Исто така во Бања Кежовица ќе се градат и современи фитнес центри, како и центри за масаж. Текстилни табли за подобро учење на азбуката изготвија студентите на Техничко-техничкиот факултет при Штипскиот универзитет. На овој начин визуелно азбуката се доближува до децата. Изработените табли се инспирирани и од детските цртежи од деца на возраст од 5, 6 и 7 години. Студентите од Технолошко-техничкиот факултет при Штипскиот универзитет изработија текстилни табли за учениците од прво и второ оделение, да можат полесно да ги научат буквите. На овој начин, визуелно, азбуката се доближува до децата. Изработените табли се инспирација од детски цртежи од деца на возраст од 5, 6 и 7 години. А ова инспирација од децата, од цртежите на децата од 5, 6 и 7 години, и по изработка на нивните цртежи нашите студенти направија табли кои ќе користат во основните училишта, односно во прво оделение. Настанот е со цел да им презентираме на младите она што го изработиле учениците од Технолошко-технички факултет, меѓутоа во исто време на интересен начин да ги мотивираме учениците од прво и второ оделение да ја научат азбуката, нешто што токму во овој период го прават. Ова го креиравме по предметот нови медиуми, и во склоп со изработката на инсталацијата на фустани. Ова го правиме цел семестар. Во рамки на овој настан се изложени и делата на членовите на ликовното студио при Домот на млади. Се представуваат со неколку дела што ги имаме изработено овие 2,5 месеца, па се надеваме и за понатамошна соработка и се надеваме дека ќе имаме се почести изложби за да ги презентираме на дечињата, за да може да бидат отворени. Инаку во рамки на проектот на Техничко-технолошкиот факултет кој годинава се одржува по втор пат, предвидено е да бидат изработени и детски паутиња, кои ќе бидат наменети за хуманитарни цели.
Кикбоксерите на Гладиаторот Штип беа најуспешни на меѓународниот турнир Balkan Best Fighters, што се одржа во градот Ниш, Република Србија. Успешен и берикете со медали настап има кикбоксерите на Гладиаторот Штип на меѓународниот Balkan Best Fighters, турнир што се одржа во градот Ниш, Република Србија. Вкупно, надпреварачите на Гладиатор освоија 7 медали и 1 пехар. Славче Арсов со 3 победи во 3 борби е прогласен за најдобар јуниор на турнирот. Јована Арсова во дисциплината кик лајт освои златен медал, додека во лоу кик го освои сребрениот медал. Прво место освои Никола Нацев, додека Ерик Коце беше втор во својата дисциплина. За прв пат на еден турнир настапија надпреварувачите на Гладиаторот Македонска Каменица. Антонела Стојанова беше трета, а Анастасија Маринковска го освои второто место. Екипата на фудбалската академија Апостолов Пандев од Штип го освои првото место на меѓународниот турнир што се одржа во Куманово. Младите фудбалски академци од Штип освоија уште еден победнички пехар во самиот финиш на ова календарска година. Тие на меѓународниот турнир што го организираше екипата на Евроспорт во Куманово беа убедливо најдобри и сосема заслужено го освоија првото место и победничкиот пехар. Фудбалската академија Апостолов Пандев во полуфиналето ја победи екипата на Трговиште Пчиња од Србија со резултат 2:0. Во финалето на турнирот тие беа уште подобри и поуспешни и ја декласира екипата на Динамо од Врање, победувајќи ја со резултат 7:0. За најдобар играч од турнирот организаторите го прогласија Јован Постолов, додека најдобар голман беше прогласен Мартин Миленковски. Со информациите од спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на Ирис МК и социјалните мрежи. Пријатна вечер.